Местото кое беше црна точка во градот и на која се случуваа многу сообраќајни незгоди, сега прерасна во ефикасна сообраќајница со турбокружен тек. Премиерот Никола Груевски заедно со градоначалниците на град Скопје и Центар Гоце Трајановски и Владимир Тодоровиќ официјално го пуштија во употреба проширениот и реконструиран булевар Митрополит Теодоси Гологанов. Жителите од овој дел на градот добиваат едно модерно сообраќајно решение. На место каде со години се случуваат сообраќајни несреќи, за жал, некогаш и со човечки жртви. Сето тоа денес е историја. Со завршување на булеварот Митрополит Теодоси Гологанов и претходно завршениот булевар Илинден, слободно можем да кажем дека централното градско подречје, кое во голем дел му припаѓа на општина Центар, ќе го има решено сообраќајот за наредни 15 до 20 години. Сообраќајницата доби 4 сообраќајни ленти, по 2 во секоја насока, со вкупна широчина од 13 метри. Во делот меѓу улиците Митрополит Теодоси Гологанов, Костурски херој и Мито Хаджи Василев Јасмин кај католичката црква е формиран турбокружен тек кој представува прв од ваков вид во Скопје и прв од ваков вид на Балканот, тоест од Марибор надолу, ова е единствен кружен ток од ваков вид. Ова е само еден од капиталните сообраќајни проекти кои што ги реализира градот Скопје во соработка со општините и владата на Република Македонија. Како следен клучен проект, Трајановски го најави проширувањето на булеварот Првомајска во Кисела вода. Премиерот Груевски нагласи дека владата е отворена за соработка и за давање помош на сите градоначалници кои ќе создадат добри проекти. Докажана пракса е дека во соработка заедно, како што кажавме и на локалните избори во 2009-та, заедно можеме многу повеќе и многу подобро за сите наши граѓани. Нека останат запаметени овие години, но и годините што следат како години на раст, изградба и подем на нашата земја. За реконструкцијата на овој булевар, заедно со изградбата на турбокружниот тек, се потрошени 96 милиони денари.